Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте во нашата училница на часот по физичко и здравствено образование за 6-то одделение. Моето име е Душко Деспотовски, наставник по физичко и здравствено образование во Општинското основно училиште Аврам Писевски, село Бардовци, на Карпош, Скопје. Денешната наставна единица носи наслов Вежби без реквизити од различни почетни положби. Целта на часот е да покажеме вежби од различни почетни положби без било какви реквизити, односно вежби кои користат исклучиво тежината на сопственото тело, може да се изведуваат во домашни услови и не бараат голем простор за нивна изведба. Бидејќи оваа наставна единица е многу обемна, јас подготвив еден тренинг за целото тело кој содржи комплекс вежби за загревање и обликување на телото, вежби за јакнење на мускулатурата и правилен развој, како и вежби за истегнување. Часот ќе го започнеме со комплекс вежби за загревање и обликување на телото. Во интерес на времето на видеото, демонстрацијата на вежбите е по неколку пати, а вие ќе ја правите секоја вежба од овој комплекс по 8 до 10 повторувања. Започнуваме со вежби за главата и вратот. Од расчекорен став, рацете на половина, изведуваме движење со главата напред и назад, потоа отклон со главата во лево и во десно, завртување на главата во лево и во десно, како и кружни движења со главата во левата и во десната страна. Од став споен, рацете се покрај тело и изведуваме вежба за раменскиот појас, односно загревање на раменскиот појас, со што ги подигнуваме и спуштаме рамениците горе и долу. И исто така правиме кружни движења со рамениците нанапред и наназад. Загревањето го продолжуваме од став споен, одрачуваме и правиме кружни движења со дланките во двете насоки, потоа кружни движења со подлактиците, исто така во двете насоки, како и големи кругови со полна амплитуда во раменскиот зглоб, нанапред и наназад. Остануваме во истиот став и наизменично ја подигнуваме левата па десната рака и се подигнуваме на прсти. Следната вежба е во исправен споен став. Рацете ги одрачуваме, при што правиме мали кружни движења во раменскиот зглоб во двете насоки. Предрачуваме, ставот останува ист и со рацете правиме ножички напред и ги враќаме назад до одрачување. Продолжуваме со загревањето во расчекорен исправен став, рацете се на половина, при што правиме кружни движења во половината и тоа во лево и во десно. Потоа следува отклон со телото во лево и во десно, а после тоа засук со испружена рака исто така во лево и во десно. Во следната вежба изведуваме кружни движења во колкот према надвор, како и наизменично предножно згрчување со левата и десната нога или познато како марширање. Следната вежба се изведува во поширок расчекорен став, при што со исправени колена правиме длабок претклон со телото, допираме со рацете до подот и се подигнуваме нагоре.
Потоа во уште поширок расчекорен став ги допираме прстите на нозете и тоа со левата рака, десната нога и обратно. Оваа вежба ни е слична како претходната. Во следната вежба правиме бочен исчекор во лево со левата нога и бочен исчекор во десно со десната нога. Следна вежба е загревање на колениците. Правиме ротации во лево и во десно и отварање и затварање на колениците. Во последната вежба од комплексот за загревање, правиме ротација во стапалата на левата и на десната нога. Со оваа вежба го завршуваме првиот комплекс вежби за загревање и обликување на телото. Вториот комплекс вежби, односно главниот дел на тренингот, можеме да го изведеме на најразлични начини во зависност од целта што сакаме да ја постигнеме. Еден од нив е вежбите да ги изведуваме со одреден број на повторувања, например од 12 до 15 повторувања во зависност од вежбата, при што паузата меѓу вежбите треба да биде околу 45 секунди до 1 минута. Исто така можеме да ги изведуваме вежбите со максимален број на повторувања до отказ, каде паузата помеѓу вежбите треба да ни биде нешто полога и да изнесува од 1 до 1,5 минута, а одлична опција ни представува и така наречениот кружен интервален тренинг 30-30, кој според мене е одличен бидејќи интензитетот и повторувањата сами ги дефинираме според нашите можности. Се што ни треба за овој тип на тренинг е тајмер, кој ќе ни означува почеток и крај на вежбите и паузите помеѓу нив, а ќе го наместиме на 30 секунди вежбање и 30 секунди пауза. Редоследот на вежбите во ова видео е конципиран на начин да секоја наредна вежба е за различна мускулна група од претходната. Кои начини да го одбереме, пожелно е да направиме барем по 2 круга од сите вежби, а паузата помеѓу двата круга да ни изнесува од 2 до 3 минути. Овој дел од часот го започнуваме со вежбата чучњеви, вежба за долги екстремитети. Вежбата изведуваме од расширен став до ширине на раменици, или нешто повеќе од ширината на раменици, во зависност од целта што сакаме да ја постигнеме. Се спуштаме надолу, а рацете цело време се во предрачување. Следната вежба е склекови во случајов женски, каде имаме предно опирање на рацете и колениците, со што телото го спуштаме до подот. Потоа од лежачка положба на грб со згрчени нозе го подигнуваме трупот и изведуваме вежба за стомачната мускулатура. Од лежачка положба на стомак со испружени раце го подигнуваме трупот, а во исто време ги повлекуваме рацете надолу и изведуваме вежба за грбната мускулатура. Се поставуваме во положба на склек, при што најизменично со левата рака го допираме десното рамо и обратно, при што изведуваме вежба за раменскиот појас. Исчекор напред со лева и десна нога е следната вежба, при што најизменично исчекоруваме со едната или со другата нога и треба да внимаваме аголот на подколеницата и надколеницата додека изведуваме вежбата да ни биде околу 90 степени. Следува вежба за стомачната мускулатура и за флексорите во зглобот на колкот, во која од лежачка положба на грб ги подигнуваме нозете до аголот 45 степени. Почетната положба за следната вежба е опирање клекнато споено, при што најизменично ги испружуваме левата рака со десната нога и обратно. Вежбата што моментално ја гледаме е познатата штица или пленк на англиски, каде имаме опирање на лакти предно и одлична вежба за многу мускулни групи на телото. Потоа од легната положба на стомак правиме вежба за баланс на грбната мускулатура, лева и десна страна на рапетниот столб, при што најизменично подигнуваме лева рака и десна нога и обратно.
Потоа следува странична штица, странично опирање на десната подлактица, а потоа и на левата, и се на крајот на комплексот вежби да го завршиме со вежба за стомашната мускулатура, каде од седечка положба со згрчени нозе и задно опирање на подлактици правиме доближување и оддалечување на трупот од колениците. Со ова го завршуваме вториот дел од часот. Преминуваме на третиот дел од часот, односно вежбите за истегнување. Кога изведуваме вежби за истегнување на крајот од вежбањето, пожелно е со нив да ги опфатиме сите мускулни групи кои биле активни за време на тренингот. За овој тренинг подготвивме статичко истегнување, во кое во одредена положба треба да се задржиме околу 15 до 20 секунди. Истегнувањето ќе го започнеме од седечка положба, каде од размажно седење едната нога ја свиткуваме, а со рацете ги дофаќаме прстите на испружената нога. Потоа ја менуваме ногата. Во следната вежба правиме еден вид на вкрстено седење, со што стапалата ги допираме едно до друго и со колениците правиме потисок кон долу. Од споено гимнастичко седење ги свиткуваме нозете, правиме задно опирање на подлактици и со оваа вежба го истегнуваме квадрицепсот на левата и на десната нога. Последната вежба остануваме во положба на вкрстено седење. Тоа е сега положба на вкрстено седење и ги истегнуваме рацете, односно трицепсот на рацете. Од положба на двоножно споено клекнување седуваме врз нозете, ги испружуваме рацете напред и легнуваме на подот, со што го истегнуваме грбот и задниот дел од раменскиот појас. Потоа во истата положба ги препуваме рацете одзади и се спуштаме со телото до подот. Следната вежба легнуваме на стомак, се опираме на рацете за да го истегнеме предниот дел на трупот. И во последната вежба од овој комплекс, од положба на клекнато опирање на колена и стисната стопаница, го подигнуваме грбот нагоре. Со ова го завршуваме денешниот час и се надевам дека овие вежби ќе најдат место во вашето секојдневие. Голема благодарност до Дарија, одбојкарка во сениорскиот тим на работничкиот Скопје, која ни помогна во демонстрацијата на вежбите. Ви благодарам на вниманието и останете во добро здравје.